Зборува Глас од Македонија. Зборува Глас од Македонија. Емисија што допира до сите наши сонародници ширум светот. Добро вечер, почитувани слушатели. Ви се јавуваме со радиопрограмата Глас од Македонија, што се емитува секоја недела од 6 до 7 часот навечер преку етерот на радиостаницата CMR на Бранова должина 101,3 FM. Ова е радиопрограма за овој час. Нека ви пренесе со мислите во вашата прва татковина Македонија, во земјата на сонцето и градината на рајот. Нека топло допре зборот и песната македонска во вашиот дом, а вие бидете секогаш дел од нас, за да и ние бидеме вечно со вас. Па, пријатна разонода со вашиот уредник и водител Драгица Белчевска. Вчера и денес се два важни празника, Свети Петар и Свети Павле. Токму затоа ќе дадеме и краток прилог. Исто така честитка во знак на благодарност од фамилијата Страпко, потоа историски настан од рубриката Воедно жена, мајка и дом, Блиц вести и мој коментар на неделата. Но најпрво со прилогот за празникот Петров ден и Павлов ден. Петров ден православен празник што се одбележува секоја година на 12 јули. Празникот е посветен на апостол Петар, се смета за еден од најголемите празници по Великден. Еден од најзначајните настани на Петров ден е почетокот на традиционалната галичка свадба. Петров ден повеќе се смета за црковен празник. Постарите луѓе одат во црквата, а кој постел во Петровденскиот пост се причестува. На овој ден може и да се работи, зашто е во време на најголемата жетва, а според верувањето дури светецот Свети Петар тој ден земал срп и жнеел. Некои го држат празникот само допладне, а попладне работаат. Во Галичник Петров ден се сметал за голем празник. Тогаш иделе печалбарите и тогаш се правеле и свадбите како и ден денес. Останало забележано дека некогаш во еден ден имало 50 свадби, а удирањето на тапаните се слушало дури и во Албанија. Во Кумановско интересни обичаи и верувања поврзани со Петров ден се забележани. Тој ден наутро рано, уште пред сонце, оделе во обавчите и нивите, особено оние со бостан, и од сите 4 страни фрлале ситни камчиња. На тој начин, според верувањето засновано на принципот на имитативната магија, се влијае врз бостанот многу да врзува и брзо да расте. Исто така бостанот, но и другите култури се прскале со вода од извор за да растат силно како водата што извира. Во овие петровденски верувања интересно е и фрлањето измет од стоката врз бавчите и нивите со земјоделски култури. Изметот земено од местото каде што стоката пладнувала или од пазарот се верува ќе влијае врз родот да биде густ и обилен како што била стоката на тоа место. Во сиве овие верувања, како што може да се види, присутна е имитативната магија, верувањето дека сличното предизвикува слично. Во Гевгелиско за јадење на овој ден правеле млечник за да бидат цела година благи како млекото, а во Скопска Црнагора се верувало дека кој ќе се омрси во петровденските пости, ќе се скрастави. Во овој крај, ако било сушно времето на овој ден, носеле крсти, литии и со песната "Крсти носам, Бога молам" се молеле за дожд. Според преданието што во Охрид го забележал Ефтим Спространов, Петре и Павле биле побратими. Сегде заедно оделе, ама Павле бил болен. Петре си рекол: "Овој човек ќе умрит. Ја и да му го ископам гробот." Ко фатил да му копа, дошол Христос и го опитал: "Шо копаш бре, Петре?" "Ами Павле е болен," рекол, "та му го копам гробот. Ја ај легни да видиме, али чинит за тебе." Петре легнал и не станал веќе. Ете затоа рекале: "Не копај гроб за другиго, за да не влезиш сам во него." Петре копаше гроб за Павлета, ама сам умре во него, а Павле си остана уште да си живеет.
Па нека бидат честити и среќни празниците Свети Петар и Павле, почитувани слушатели, и сите оние кои го носат тоа име, нека им е честито и вечно. За вашите семени слави, крштевки, роден ден или било какви манифестации, на располагање ви стојат трите модерно опремени сали на црквата Свети Климент Охридски. Телефонот е 416-421-7451. Исто така за религиозните празници или во недели, повелете од 10 часот утрото на земничка богослужба. Лиринското околиско друштво со председателката Мери Капо и нејзината управа ве поканува и ова година да се здружите со своите роднини и пријатели на 20 јули на пикникот што ќе биде во паркот на организацијата Обединети македонци. За песната и орото македонско ќе прозвучат мелодичните гласови од групата Децата од Буф. Влезот е $15 за возрастни, а за деца до 16 години бесплатно. Таму можете да се послужите и од бесплатните варени пченки, како и сосиџес. Добро дојдени сте сите.
Македонската православна црква Света Недела во Ејџекс и ова година го одбележува патрониот ден на 19 јули од 12 часот напладне до 12 часот на полноќ и на 20 јули на самиот празник од Света Недела од 12 часот напладне до 11 часот вечерта. Познати во околината со богатата кујна на македонските специјалитети, а за разонуда сорото и песната македонска, председателот Ристо Трифуновски со неговата управа ве поканува да дојдете на ова црковно место Света Недела на фестивалот, каде ќе поминете дводневен летен ден со вашите роднини и пријатели. Добродојдени сте сите. Исто така, од 8 до 10 август на Мейн Стрит Маркам фестивал, каде управата на црквата Свети Димитрија Солунски со председателот Жан Стојчевски ви дочекува со традиционалното богато јадење и веселата песна, за да вие заиграте на орото македонско. 8 и 9 август од 11 часот предпладне до 12 часот на полноќ, а 10 август од 11 часот предпладне до 1 часот после полноќ. Добродојдени сте сите. Организацијата Обединети македонци по повод трите Илиндени, Херонија 335 година при нашата ера, Илинденското востание 1903 и јасном прогласувањето на македонската држава 1944 година, на величенствен начин ќе ги одбележи овие значајни македонски национални празници. Прославата отпочнува кога на 2 август после богослужбата ќе се положи венец во чест на паднатите знаени и незнаени борци пред споменикот на црквата Свети Климент Охридски. Но затоа пак Организацијата Обединети македонци продолжува со председателот Ристо Дурловски, кој срдечно ќе ве дочека во паркот на организацијата на 3 август, а вратата е отворена од 8 часот утрото. 10 часот утрото ќе се одржи богослужба во манастирот Свети Илија во паркот, каде ќе се избира и кум на годината, а свечената програма ќе отпочне во 2 часот попладне со говори посветени на празникот, а потоа со општонародна веселба со оркестрот на Сонја и Оливер. Тука е вкусното македонско јадење. Од мала преспава, овде меѓу нас доаѓа председателот на единствената македонска политичка партија, Македонска алијанса за европска интеграција Васил Стериовски. Добродојдени сте сите. Интензивниот мирис, аромата што го прави Flowers by Lilac, го освежува вашиот дом и вашето срце и душа со позитивна енергија. Затоа ви треба и професионалност на тој цветен аранжман. Покрајва се секогаш Flowers by Lilac, која ќе ви направи аранжман со голема љубов кон работата, а посебно со задоволство кон својот муштерија. За било какви настани, како свадби, крштевки, родендени или други настани, препуштете на Flowers by Lilac. Јавете се на телефон 416-624-0853 или 647-780-6549, а можете да зборувате македонски. Бидете со нас, за да и ние бидеме со вас. Телефонот е 416-624-0853 или 647-780-6549. Собственичките на цвеќарата Flowers by Lilac, Марија и Христина Белчевски, и во овој летен ден, на вистин топол ден, ви посакуваат сепак пријатна разонуда со радиочасот Глас од Македонија. А ние сега повторно да се префрлиме кај фамилијата Страпко. Вчера со и песна и многу бројни желби за долг и среќен брачен живот на Джереми Страпко и неговата сакана Сабина се одбележа нивната свадба. Токму затоа неговите родители Девид и Сонја Страпко со сватовите сакаат да им се заблагодарат на сите гости на свадбата, посакувајќи им ваква радост и во нивните куќи, но и на оние кои не беа во можност да ги поканат. Нека вака повторно ве каниме и за другиот наш син Александар, но и за нивни рожби. Посебно сакаме да ги поздравиме кумовите Каролайн и Рајан Картос, за да и за Николас така се честита, а дедото Дорче и бабата Дајан Николовски да се дочекат и други радости од другите три внуци па и за правнучиња. Вам, мили наши младенци, Джереми и Сабина, честито и среќно. Здраво живо, домаќини!
daj Bože, srce radosti, daj Bože, mis ljubavi, daj Bože, blagoslov za sretni denovi, daj Bože, slavi vesel bit, daj Bože, srce radosti, daj Bože, mis ljubavi, daj Bože, blagoslov za sretni denovi. Ne se dopiva, večerva do rani zori kesel ljubav. Ajde svega merak oro, da se zalori, melem pesna srca naši da razgori. Daj Bože, slavi vesel bin, daj Bože, srce radosti, daj Bože, mis ljubavi, daj Bože, blagoslov za sretni denovi, daj Bože, slavi vesel bin, daj Bože, srce radosti, daj Bože, mis ljubavi, daj Bože, blagoslov za sretni denovi. Slavi vesel bin, daj Bože, srce radosti, daj Bože, mis ljubavi, daj Bože, blagoslov za sretni denovi, daj Bože, slavi vesel bin, daj Bože, srce radosti, daj Bože, mis ljubavi, daj Bože, blagoslov za sretni denovi, daj Bože, blagoslov za sretni denovi, daj Bože, blagoslov za sretni denovi. Уште еднаш Джереми Савина, нека ви е среќна вашата венчавка и до вгодина да ги израдувате вашите со ваша рожба. А сега од македонската историја. Грција да не ги дискриминира македонците во Егејска Македонија побара тогашниот Советски сојуз, односно Русија, во Обединетите нации со контрарезолуција на таа од Соединетите Американски држави. На 8 јули 1947 година, на седницата на Советот за безбедност на Обединетите нации, тогашниот советски делегат Андреј Громико остро го нападна извештајот на анкетната комисија за ситуацијата во Грција, што беше поднесен на одобрување.
Во продолжената против резолуција на СССР спрема резолуцијата од САД се бараше покри другото владата на Грција да ги преземе сите неопходни мерки за отстранување на секаква дискриминација на македонците во Егиска Македонија, да им даде можност да го говорат својот мајчин македонски јазик и да ја развиваат својата национална култура. Истото барање се однесуваше, за целото време од страна на Русија. По завршувањето на Втората светска војна, состојбата во Грција била сложена поради недоразбирање во грчката коалицијска влада и вмешувањето на западните сили во внатрешните работи на Грција. По повлекувањето на германската армија, ЕЛАС дозволила англиските сили да се распоредат во Атина. Во есента 1944 година, десните политички партии во владата на Георгиос Папандреу ги принудиле министрите од ЕАМ да поднесат оставки. Набргу потоа главната англиска команда побарала од ЕЛАС да се разоружа, но таквиот предлог бил одбиен од Комунистичката партија на Грција и почнал судир кој завршил со пораз на ЕЛАС, а договор бил склучен во атинското предградие Варкиза во февруари 1945 година. Според овој договор, ЕЛАС требало да се разоружа и да ги растури своите сили. Меѓутоа, постигнатиот договор не ја смирил состојбата, туку представувал вовед во граѓанската војна во Грција. Грчката влада на чело со генералот Николаос Пластирас започнала со прогон и апсења на сите демократски дејци во Грција, особено на удар се нашле членовите и симпатизерите на Комунистичката партија на Грција. Состојбата во Егиска Македонија била уште посложена. Таму грчките владини сили, подпомогнати од англиските вооружени формации, извршиле палења, убиства и силувања низ македонските села. Таквата состојба ги принудила македонците да започнат со организирање на борба против грчките владини и англиски сили. 1945 година била создадена македонската организација Народно-ослободителен фронт или НОФ, кој во текот на целата граѓанска, така наречена би рекла граѓанска војна во Грција, бил главен представник на македонците и нивните барања за решавање на македонското прашање. 1946 година десничарската влада ги фалсификувала изборите и потоа издействувала враќање на грчкиот крал и возобновување на монархијата во Грција. Овие случувања ја потикнале Комунистичката партија на Грција да ја создаде Демократската армија на Грција ДАК и да започне отворена вооружена војна против владата во Атина. Набргу потоа доаѓа до преговори меѓу ДАК и НОФ, од кој произлегол договорот за организацијско подчинување на македонските партизански сили под командата на ДАК и на КПГ. Во текот на 1947 година ДАК и македонските сили создали голема слободна територија помеѓу планините Вичу и Грамос или Грамушта, Джена, Пајак, планина кај Макчелан, Каракамен, како и во источниот дел на Егиска Македонија. Успешното дејствување на левичарските и македонските сили ја принудиле десничарската влада да издаде наредба за стационирање на големи владини сили во сите градски центри, како и присилно иселување на селското население и нивно сместување по градовите. Целта на ова мерка е да се ослободи ДАК, која што се снабдувала со борци и храна претежно од селската средина. 1947 година била клучна за исходот на граѓанската војна. САД активно се вклучиле во случувањата во Грција и согласно така наречената Труманова доктрина за спас на капитализмот дале финансиска и војна помош за грчката влада, а грчките владини сили започнале офанзива. Од друга страна пак главниот секретар на КПГ Никос Захаријадис направил погрешна проценка дека во 1948 година ДАК ќе брои 65.000 борци и дека цела Егиска Македонија ќе биде ослободена. Тој влијаел да се напушти герилскиот начин на војување и да се преземе фронтовското војување со владините сили. Кон крајот на 1947 година на слободната територија во егејскиот дел на Македонија се формирала привремена демократска влада на Грција на чело со Маркос Вафијадис, во која подоцна имало еден македонец.
1948 година двете завојувани страни започнале со подготовки за завршување на војната. Грчките владини сили броеле 300.000 војници и биле подпомогнати од 60.000 вооружени цивили. ДАК имала 45.000 борци кои биле вооружени со лесно пешадиско оружје и биле обучени за герилско војување. ДАК под влијание на комунистичкото раководство првенствено на Захаријадис ја напушта герилската тактика и прифаќа директен судир со владините сили. Поради таквата тактика се случиле неколку битки во кои се покажала надмоќноста на грчката владина армија, а ДАК и македонските сили се нашли во тешка положба. Во текот на тешките борби била донесена резолуцијата на Информбирото за состојбите на Комунистичката партија на Југославија, која што негативно влијаела врз левичарските воени и политички сили во Грција. Захаријадис го искористил овој документ и ги обвинил југословенските раководители дека тие се виновни за тешката положба на левичарските сили во Грција. Поради овој настап на Захаријадис, левите сили во Грција ја изгубиле помошта и поддршката од СФРЈ. Захаријадис набрзо потоа направил уште една клучна грешка, го отстранил Маркос од сите раководни позиции, а ДАК останала без еден од своите најдобри воени раководители. 1949 година Демократската армија на Грција под своја контрола ги имала само планинските арени во западните и југозападните делови во Егиска Македонија. Наоѓајќи се во тешка положба под влијание на Захаријадис, КПГ се обидела под паролата Обединета Македонија да придобие уште поголем број македонци во редовите на ДАК. Меѓутоа, левичарското движење се наоѓало пред катастрофален пораз. Кон крајот на граѓанската војна доаѓа до битката кај Вичо и Грамушта, во кои ДАК била поразена, а левичарските раководители и остатоците од низините сили биле принудени да се повлечат на територијата на Албанија, што завршила грчката така наречена граѓанска војна. Во текот на ова година загинале 51.000 член на ДАК, од нив 21.000 биле македонци. Во периодот помеѓу 45 до 49 година грчките владени сили стрелале околу 6.000 македонци, а исто така и грци, а околу 40.000 грчки граѓани, меѓу кои голем број на македонци биле интернирани на грчките острови. Околу 90.000 македонци, па и некои од грци, биле принудени да емигрираат поради владината репресивна политика. Околу 50.000 македонци емигрирале во тогашна Југославија, односно СФРЈ, а околу 20.000 македонци од Егиска Македонија се населиле во Советскиот сојуз и источно-европските комунистички држави. Ете, тоа беше прилогот за настаните во Егејскиот дел на Македонија, кој беше упатено од Леринското друштво до вас, почитувани слушатели, да се подсетиме на нашата македонска историја и Голгота. А со песна сакат да ве подсетат за ова наша незаборавна историја. Истовремено сакат да ве поканат уште еднаш в недела да дојдете на Леринскиот пикник, што ќе се одржи во паркот на организацијата Обединети македонци, а истовремено и на целиот македонски народ да го честита празникот Илинден со желба идните години да бидат многу повесели, да бидеме што по заедно сите сплотени, а се разбира и верувам и нивна, а и моја желба во брзо време да ја видиме Македонија онака како што се била обединета. Солзите мои твои, наши егејски, со години што низ лице се пролеани. Море егејско ке преполне ме, болка в градите не се смирува. Ај, наша судбина. Јас добро
Песните мои твои рани лечиме, на нашите мили чеда разкажуваме. Земја колевка, грудка дедова, да се спомнува, не заборава. Ај, наша судбина. Јас добро знам, ниту ти не ќе заборавиш. Мили Боже, чувај Боже, да не се повтори. Јас добро знам, ниту ти не ќе заборавиш. Мили Боже, чувај Боже, да не се повтори. И после ова убава македонска песна да одиме со рубриката Жена, мајка и дом. Чудотворен рецепт за лекување на рак со црн боз или бозел. За рецептот со црн бозел или боз за лекување на рак се потребни добро зрел плод, бозел, кои личат на боровинки и се берат на крајот на август и почетокот на септември. Овошјето не се мие, се става во големи тегли, а се става ред црн боз, ред шејкер, додека стаклените садови се наполнат. Последниот слој треба да биде од шеќер и да е дебел. Теглите се покриваат со газа или што викаме дулбен, за да може да дише, треба да се чуваат на темно и да се процедат по 40 дена. Последните неколку дена мешавината треба да се меша со дрвена лажица за да се раствори добро шеќерот. Може да се направат 2, 3 или 4 тегли за да има и до другата година. Од смесата се зема по една лажичка рано наутро нагладно 10 минути пред појадок. Црниот боз е корисен за имунолошкиот систем и за голем број на болести. Важно е да се знае дека треба да се берат зрели црни зрна бозел, бидејќи зелените плодови се отровни. Ефикасниот црн боз треба да е мек и темен. Може да се земе и исушен. Од вечерта накиснете 15 до 20 исушени зрна, ги има во билните аптеки, со малку вода, а следното утро изседете ги и испите ги овој коктел нагладно. Корисно е и ако се земат најмалку сушни овошја на бозел, наутро нагладно заедно со чаша вода. Друг начин е да се накисне во 1 литар вода на 300 грама суво овошје, измешани се 1 килограм мед и цимет по желба. Потоа смесата може да се разреди со вода и да се пие. Ете тоа беше од рубриката Жена, мајка и дом.
Nebo moje, kaži što da napravam. Nebo moje, kade da se pomolam. Nemam nikoj na kogo da se obraćam. Daj mi sovet na noze pak da zastanam. Ajde, 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 jedna pesna za dobro daje. Ajde, 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 jedna pesna za dobro daje. Živote, brate, brate, daj nasmej mi se. Živote, brate, brate, daj smiluj se. Živote, brate, brate, da zapeve. Jedna žive. Živote, kaži mi da znam zašto moram sam. Novi vrati ja zaotvaram. Živote, kaži mi da znam to što moram sam. Faka ja zaživem. Ajde, 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 jedna pesna za dobro daje. Ajde, 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 jedna pesna za dobro daje. Živote, brate, brate, daj nasmej mi se. Živote, brate, brate, daj smiluj se. Živote, brate, brate, da zapeve. Jedna žive. Živote, brate, brate, daj nasmej mi se. Živote, brate, brate, daj smiluj se. Živote, brate, brate, da zapeve. Jedna žive. Ajde, 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 jedna pesna. А сега во продолжение да искористиме со мојот коментар на неделата. Ќе отпочнам со мислата на охридскиот поет и револуционер, кој е наречен и друг Хомер, Григор Прличев, кој во 1885 година рекол: Македонија, тоа ми е и љубов, и судба, и болка, и очај, и неопходност, и тага, и лулка, и гроб, но затоа пак Чакаларов рекол: докажавме дека Македонија е на нас македонците. Затоа ние македонците заслужуваме слобода за која умиравме, умираме и ќе умираме. Не случајно ги посочувам овие две пораки или мисли, иако има уште многу такви или слични од наши македонски револуционери, писатели, кралеви, цареви, војводи и така натаму. Поводот за сето ова е неодамнешната изјава во Европарламентот, кога го избриша македонскиот јазик и македонскиот идентитет со уште еден така наречен Букурешки договор. Распнување на нашата исконска татковина Македонија со бугарскиот безобразлук, хулиганството, фашизам, ѓаволски злосторници заедно со Грција, а над сето тоа европските пратеници се правеа и глуви и слепи. Збор зедоа грчка представничка и бугарски представник, негирајќи не нас македонците, негирајќи го македонскиот јазик, но затоа пак хрватскиот представник отворено кажа дека ние сме македонци и немаме никаква врска ни со бугари, ни со Грци, а истото го направи и од Словенија представничка која има македонски корен. А пак унгарскиот председател Виктор Орбан пред сите присутни европратеници рече: Вива Македонија,
односно да живе Македонија, а потоа додаде: иако целиот Брисел го поддржа противникот за македонците, противникот на Мицкоски, сепак бидете убедени дека Мицкоски е чуварот на тврдината и нема да ја премине црвената линија. Но затоа и на крај пак рече: Вива Македонија, за која следеа бурни аплаузи. Да чуеме од представниците од снимката што кажа во парламентот. За да постои, на македонскиот народ не му треба ваша дозвола, но на вас да го признаете тоа ви треба честност, интегритет и храброст. Знам. Добро ме послушајте, колегице и колеги. То порочило е порочило о европски поти ене државе кандидатке. Poti posuti s čisto preveč trnja, poti naroda, ki je bil tolikokrat ponižan in nalagan, pa je še vedno boljši od marsikaterega znotraj Unije. Vsa čast izjemam. To poročilo ni poročilo o pravici do obstoja makedonskega naroda, makedonskega jezika ali makedonske identitete. Čeprav me ta del besedila v poročilu seveda ne moti, podpiram ga in ne bom glasovala za njegov izbris, moram kljub temu biti fair in makedonskemu narodu sporočiti: vem, da boli, mene osebno tudi, ampak ne pristajajte na narativ politike, ki bo govoril, da vam je Evropski parlament s tem oduzel identiteto ali jezik, ker ni res. Tistim, ki govorite ravno to, ker se želite vse razen pravičnosti, pa sporočam: makedonski jezik je avtentičen, vaši poskusi so moderna fikcija. Identiteta, ki je preživela stoletja, ne bo izginila zaradi enega glasovanja ali vašega lobiranja. Za da postoji, na makedonskiot narod ne mu treba vaša dozvola, no na vas da go priznajete to, vi treba čestnost, integritet i hrabrost. Znam. Blagodaram. Ludničova Европо, блуднице Вавилонска. Дали знаете дека ова што ни го правите на нашата света библиска земја, од која се започнало токму во таа Македонија, таа апостолска татковина на богови, богини, светци, во која Свети Павле дојде, а ние македонците први го примивме Христовото слово, кога најголемиот дел од државите во Европа не постоеа. Европа беше во темнина и немаше ни држави сега што постоите, туку беа мразови таму кај тебе и во Англија и во Германија и така натаму, зашто најголемиот дел сте формирани во 18, 19 па и 20 век. Ние македонците што ви ја дадовме и цивилизацијата, и науката, просветата и верата, сега вие сте новороденчиња наши за Македонија, ама новороденчиња излезени од инкубатор, што немате осет на грев, осет на чувство за ништо, прави роботи. За Македонија не условивте кои сме, каков јазик зборуваме и дали воопшто постоиме. Со нашата македонска историја која е темелот, вие сте тие истите врз кои чекорите. Ова што ни правиш ти Европо, или ти недемократска, туку нацистичка Европска Унија и одиш на страната на фалсификаторите и молчиш пред неправдата, иако ти поточно Англија и Германија почнавте да не уништувате со формирање на новокомпонираните држави Бугарија 1878 година и Грција 1832 година, каде ставивте и ваши германски кралеви. Поточно во Грција тогаш 10 години се зборуваше на германски. Со сето ова не си повеќе вредна што го правиш врз нас македонците, за да некој ти верува, зашто нема ништо потрагично или потешко од вашето молчење пред понижувањата. Ја удривте вашата мајка Македонија, зашто сите вие сте на таа нејзина почва, што некогаш се викаше Зета Македонија. Ни се украде или поточно насила ни одзедовте историја, јазик и име. Стремите и црквата да ни одземете. Зарем не е се во ова вистинска кражба кој сакате да го погребите се што е македонско со своето македонско достоинство, со вистината и гласовите против еден народ што никому лошо не му сторил, нити имале некакви претензии, меѓутоа своето си го сакаат, а туѓото никогаш нема да го земат, а своето ќе си го земат. Иако со векови врвел низ темнини, си направивте за себе
зашто самите, односно, а сега пак носел и светлина. Низ тие историски страници. Свесни сте на безобразни, но безобразни, зашто знаете дека ние не сме мит, ние не сме легенда, ние не сме измислена приказна, туку сме библиска вистина, во која Библија 36 пати е спомнато нашето вековно име Македонија и никоја од вас никаде ве нема. Отидовте по патот на ѓаволот, а не со Бога, и апостолот Павле, на кој му се јави македонец и му рече: дојди во Македонија и помогни ни. Што значи? Не ја слушна од вас таа молба, зашто тогаш вие, како што реков, не постоевте, туку од нас македонците. Ова што направивте да ни го избришете јазикот, кој пак во Охрид е врежан на камен и по сите речиси цркви во Македонија на фреските. Вие можеби ни направивте голема штета, која ќе биде кратка, но многу повеќе пак си направивте штета за себе, зашто самите си го откопавте гробот, за да во брзо време се растурите, а не за многу брзо, не да вам години, туку ќе биде во прашање месеци. Тоа не е срам за нас, тоа не е грев за нас, зашто ние никогаш нема да се предадеме. Со илјадници песни опеани за Македонија и македонскиот народ, за борбите и победите за хероите македонски, со илјадници артефакти, посебно јазикот македонски, нам ни дава елан да стоиме и чекориме исправено, гордо, иако со болка, но бидете сигурни дека ќе победиме. Ќе преживееме како и секогаш, зашто тоа што го направивте, Македонија не е ваше одобрение. Запомнете, сме поминали многу и малку останало со вашите ѓаволштини. Доаѓа денот кога, сакали или не, Македонија ќе е цела, повторно како што била, а Грција и Бугарија и многу од нив кои се против нас, дали ќе постојат, не знаеме, зашто тука е во близина и самата Турција, Ердоган. Зашто овде, ова што го правите е на ваша лоша страна, а Македонија е Божја земја, родното место на ова наша татковина Македонија, односно на Бога. Па сите и можеме и да запееме: сонцето македонско пак ќе не грее, а вас веќе нема да ве има. Зла се сторени на земја со корени, лече солке јадеме, но јазик не ке дадеме. Лече солке јадеме, но јазик не ке дадеме. Простете, не може, ова срце чука на македонски. Мокнете за навек, нашиот јазик е македонски. Простете,
земат светоста, да ни ја грабна душата, да ја земат светоста, да ни ја грабна душата. Простете, не може, ова срце чука на македонски. Мокнете за навек, нашиот јазик е македонски. Простете, не може, ова срце чука на македонски. Мокнете за навек, нашиот јазик е македонски. Мокнете за навек, нашиот јазик е македонски. Нашиот јазик е македонски. Пред самиот крај уште еднаш да ве поканам во име на управите на Леринското друштво со председателката Мери Капо да дојдете на пикникот Лерински што ќе биде во паркот на организацијата Обединети македонци идната недела, но затоа пак имате можност да одите и на фестивалот во саботата, ако не во неделата, на што го организира управата на црквата Света недела од Ејџек со председателот Ристо Трифуновски. А сега да ги проследиме блиц вестите. Бугарија врши притисок врз Македонија како Русија врз Украина. Со оваа споредба премиерот Мицкоски денеска одговори на барањето за извинување од бугарскиот премиер Желјасков. Целта на Софија, вели, имаше можност да ја види целата Европска унија која полека почнува да го губи меѓународниот имидж поради ваквиот однос на Бугарија. Целта на бугарските политичари во ништо не се разликува од онаа цел која што има руското раководство во Украина, а тоа е обид за асимилација на македонскиот народ и еден вид идентитетски инженеринг кој што навистина најмалку што треба да се случува во 21. век во Европа, и тоа земја членка во Европската унија која што треба да споделува европски вредности. Наместо да ја подадат раката на Македонија, наместо да не поддржуваат во патот кон полноправно членство во Европската унија, што впрочем е и дел од договорот за добро соседство, тие гледате имаат поинаква цел. И добро е што сите успеа да видат, и добро е што сите сега веќе знаат која е крајната цел, дека не се неколку стотини македонски граѓани да бидат дел од уставот, туку таа е многу подлабока и многу поопасна и за самата Европа, и на тој начин и Европската унија го губи делот од својот имидж, и не знам докога ќе има трпение со ваквото однесување на нашиот источен сосед. Тензиите на релација Скопје-Софија се заострија по изгласувањето на извештајот за напредокот на Македонија, од кој беа избришани македонскиот јазик и идентитет по притисок од бугарските европратеници. Македонските и бугарските функционери изминатите денови си разменија и низа остри пораки. Бугарскиот министер за надворешни работи го нарече Мицкоски северно-македонски премиер, а Мицкоски му одговори со метафора дека клучецот го задева лавот. Желјасков вчера побара од Мицкоски да најде начин да се извини за ваквата изјава, која ја протолкува како лична навреда. Остра реторика си разменија и двете министерства за надворешни работи. Деспина Тодоровска, Сител телевизија. Ова наше издание на Радио Час од Глас од Македонија ќе го завршиме со големата и искрена благодарност што другарувавте заедно со нас, а се надевам дека ви исполнивме дел од вашето очекување во оваа емисија, која, како и другите радиоемисии, ги поставуваме на YouTube под The Voice of Macedonia, а од вас бараме да кликнете на Subscribe. Посакувајќи ви пријатна седница, слушајте не идната недела од 6 часот попладне, кога повторно ќе се јавиме директно во вашите домови со гласот, со зборот и песната од Македонија,
преку бреновата должина на CMR радиостаницата и бреновата должина 101.3 FM. Вашиот уредник и водител на радиочасот Гласот Македонија Драгица Белчевска ви посакува добра ноќ.